Карактеристично е за овие законски одредби, особено членот 19 од Законот за нарушување на јавниот ред и мир, кој е на сила уште од осамостојувањето на нашата држава и во него и тој не е променет квалитативно, туку само во ниту една смисла, туку само во делот на зголемување на казните со цел да се казнуваат сексуалните работници. Од самостојувањето до сега светот околу нас динамично се промени, многу држави се промени, а меѓутоа Македонија и понатаму гледа на сексуалните работници како еден општествен феномен, третирани единствено како жртви на слободниот избор на професија. Додека државата во изминатите 3 децении се преправа дека сексуалните работници и сексуалната работа кај нас не постои или се ова единствено како инцидент, ние имаме релевантни информации и цврсти докази дека таа постојано расте и енормно се зголемува, особено во последните 15 на години, а државата се уште нема воведено јасен нормативен систем кој ќе ги регулира овие действија и ќе се грижи сексуалните работници да ги интегрира во социјалниот, здравствениот и правниот систем во државата. Во анализата која што ја спроведоа правни експерти на партнерската организација ХОПС, а беше опфатен репрезентативен примерок од 310 сексуални работници од 7 градови во Република Македонија, дури нешто повеќе од 86% од сексуалните работници изјавиле дека се соочиле со разни форми на проблеми во своето работење заради нивната маргинализирана положба. 211 од вкупно 310 сексуални работници изјавиле дека биле жртви на различни форми на насилство, вклучувајќи сексуално, физичко и психичко. Во однос на вршењето на насилството, дури 87% од сексуалните работници изјавиле дека биле малтретирани од страна на нивните клиенти. 43% изјавиле дека претрпеле малтретирање или омаловажување од страна на полицијата. Меѓутоа не е занемарлив и процентот од 28% сексуални работници кои што изјавиле дека се малтретирани од страна на нивните семејства. Во услови на репресивна национална политика и недостаток на соодветна институционална заштита, сексуалните работници наоѓаат алтернативни начини за да може да се заштитат од ова насилство, барајќи заштита во макроа, посредници, партнери или пак работејќи во групи во затворени простори, кои што представуваат заштитни мерки кои што подлежат на кривичниот законник. И ова само не покажува дека општествената маргинализација ги втурнува сексуалните работници од прекршочни во кривични однесувања.